Најпрво би сакал да се заблагодарам на почитуваниот министер за локална самоуправа за денешната негова посета, на моите колеги градоначалници и на представникот од Сдруженијето Шепи за грижа за милионичињата. Ова е голем регионален проект и многу значителен и за општина Кавадац и за цел Вардарски плански регион, каде што успеавме да проектираме и да се обезбедат средства заедно со Швајцарската агенција за поддршка и развој и Министерство за локална самоуправа, средства од 14,5 милиона денари за изградба на овој стационар за згрижување на бездомни милионичиња и нивен третман. Че имаме комплетен третман на сите милионичиња кои ќе бидат претежно таму згрижени, заедно со целокупната медицинска опрема која ќе треба за кастрација, за лекување, негување и изгрижување, уловување и комплетна регистрација на сите оние кои што одгледуваат кучиња. Во делот на регионот, јас сакам да поздравам одлуката начело со министерот и со сите колеги градоначалници, кај што едногласно, заеднички успеавме да донесеме одлука за тековното финансирање на овој регионален центар за згрижување на милионичиња да биде финансиран од сите општини по глава на жител, за да неговиот обстанок биде неприкоснован и во идно време, која што е и најголемата одлука во тој дел. Мислам дека ќе се изгради недостан за 6 месеци. Од месец септември ќе почнеме со работа во делот на стационарот и секако ќе се работи на подигање на свеста на сите граѓани на регионот за неправилното размножување на кучињата или другите животни домашни, да биде во контролирана ситуација, да се добијат сите своји права и обврски при чувањето на кучиња, милионичиња и се она што е останато, така да мислам дека како регион, доколку овој проблем во наредните 3-4-5 години биде решен и донесен на ниво, ајде да не кажам, на европско ниво, задоволство ќе биде на наша страна и верувам дека и Сдруженијето ќе биде тоа кое што ќе биде најзадоволно, сепак оние кои што ги сакаат тие милионичиња и кои што ги чуваат, те сакаат да ги гледат дека се безгрижни, незгрижени и на крајот дека се злоупотребуваат. Така да ова, пак ќе кажам, дека е многу голем проект и уште еднаш благодарност до министрот, до Вардарскиот плански регион и до сите останати колеги што успеавме да донесеме комплетни одлуки да овој центар се изграде во Кавадарци и да профункционира од месец септември. Владата на Република Северна Македонија денес отпочнува на системски начин да разрешува еден проблем кој досега бил запоставен, нерешен, кој на општините и на граѓаните им создава огромен проблем, хумано третирање на кучињата, бездомните кучиња во општините во Република Северна Македонија. Ние со овој проект инвестираме 21 милион денари, градоначалникот спомена 14 во изградба на објектот и потоа уште 7 за да профункционира со потребните материјали и со поддршка од невладиниот сектор за хуманиот третман, со ангажманот финансиски пред се на градоначалниците, на општините, на советите, кои ќе го финансираат овој проект. Очекувам дека општина Кавадарци и Вардарскиот плански регион ќе биде пример за другите вакви центри што планираме да ги градиме. Во наредна фаза готов е проектот за Полошкиот регион, се бара локација и во другите региони ќе продолжиме на овој начин да го решаваме. Овде е за пофалба што градоначалниците одлучија да го вклучат и невладиниот сектор во начинот на третирање на кучињата скитници и можам да кажам дека ова е голем пример за сите региони во нашава држава, каде што сите градоначалници се договорија, изнајдоа формула
овој центар да биде финансиски одржлив, да го реши проблемот, бидејќи досега општините со нерешавањето на овој проблем исплаќа огромни средства кои се непотребен трошок на општините, а сега ќе имаме и решавање на проблемот, и хумано третирање, и по-безгрижно движење по улиците на граѓаните во овие општини. Уште еднаш честитки до сите градоначалници за нивната храброст и за одржливоста на целиот проект кој што владата заедно со швајцарската амбасада го финансира овде во Вардарскиот плански регион. Денеска официјално со надзорот над работите го воведовме во работа изведувачот, фирмата изведувач над работите, кој што во наредниот период од 6 месеци ќе има обврска целосно да го изгради регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици во Вардарскиот плански регион. Ние како центар ќе работиме напоредно со набавката на потребната опрема, потребната ветеринарна опрема за целосно опремување на овој регионален центар, така што очекувам изведувачот да ја, по тоа што го кажа на состанокот, очекувам да ја запаза таа динамика на завршување на активностите во овие 6 месеци и се надевам дека центарот, регионалниот центар ќе започне со функционирање до крајот на ова година. Само сакал да напоменам дека градоначалниците на претходниот совет донесоа сите одлука за финансирање на овој центар на годишно ниво, кој што е особено значење за функционирањето и одржливоста на овој проект. Исто така и донесоа модел за управување на центарот, со што едногласно се изгласна овој модел, и така да очекувам дека согласно правилата на швајцарците во наредните 5 години ќе имаме одржливост, финансиска одржливост на овој проект. Веројатно граѓаните се прашуваат која е улогата на ШЕПИ во сето ова. ШЕПИ се формираше поради една единствена цел, тоа е да влијаеме да се смени пристапот на луѓето кон животните на едно повисоко ниво. Кога велам луѓето, не мислам само на граѓаните, него и на субјектите кои што се директно засегнати од оваа проблематика, а тоа се општините, градоначалниците, општинарите, советници, комунални, ветеринарни инспектори и така натаму. На граѓаните им е познато дека јас како представник на ШЕПИ 2021 учествува во предизборен политички спот, каде што јасно и децидно кажав кои се нашите цели кои беа поставувањи на цврсти основи, за да дојдеме до крајниот мотив за кој што сме всушност денеска и собрани, а тоа е стационарот за згрижување на бездомни кучиња. Граѓаните треба да знаат дека ова е долгогодишен процес на кој што треба активно и систематски да се работи доколку посакуваме успех. Затоа е неопходна соработката помеѓу Сдруженијата за заштита на животни и општините.